Хей, Пандамониум радио шоу, сезона 4, епизода број 107. Здраво и добродојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Скреч и ова до мене е мојот човек Трајче Екиет Активити. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипа, се надам дека сте добро. Епизода број 107. Претходната недела моравме да скокнеме, биде од оправдани причини. Ја не бев овде и мораше да направиме еден скок и затоа сега се враќаме на недела покасно. Со 107-та епизода и ќе збориме за убави ствари, за искуства, нешто кое што го спомнавме претходната епизода, дека имаме луѓе кои што патуваа на одредени концерти, ја бев на концерт и онак ќе се навратиме на тоа, некои искуства ќе споделиме и нормално беше и да директно да уклучиме, не само да прераскажуваме, туку и директно да вклучиме некој кој што беше таму, нешто кое што за кое што се збореше многу, нешто кое што е the talk of the town, буквално онака последниве неколку недели. Буквално од кога дропна албумот и without further ado може да го најавиме нашиот човек Джеди Никола, нашиот изи кореспондент. Е кореспондент апсолутно. Екипо, како е? Здраво брат, како си, добар ли си? То брат е по дома и првиот пат кога виде Трајче под концерт, после концертот беше така под импресии, уште така се осеќам, така да има што да збореме, мислам. Ајде, Трајче? Прво да напоменам дека уште кога се најавија концертите за listening experience за албумот на Kanye, имаше одма онака голем одзив од луѓе, посебно кај нас на Дискорд и некако Никола, Давид и мислам дека Тамара, Никола може да ме поправи, мислам дека се споја тројцата и некако отидоа у Италија, се најдоа таму и заедно и со карти и со све, мислам дека топ си пројдоа, затоа ќе збориме со Никола. Кање одма најави уште неколку датуми, најави у Болоња, најави у Милано и најави во неколку дена после Париз. Ја го испуштив у Париз за еден ден, не успеав да отидам, не вредеше едноставно за толку многу пари да давам за да можам да отидам. Ама среќа, имаме луѓе кои што беа и многу ми е мило дека ќе може да го прераскажат вакво. Никола, прво да те прашам како си, како се чувствуваш и добро дојде уште еднаш у емисијата. Топ се осеќам, вака е баш како радио да си играм, се осеќам широко. Буквално, да. За луѓе што не знаат, за луѓе што не знаат, Никола е директно не е у студио кај нас, е вклучен директно преку кол од Штип. Ама може би го знаете од нашата епизода каде што снимивме на нашиот мирап, каде што го сподели неговиот хатејк и зборевме малце. Така да тој е човекот кој што е еден од најактивните и најактивниот член од Дискорд екипата, каде што Ептен се збори и мислам дека е цело време тука со нас и збори цело време за музика и it was only right као и тој него да го викнеме и да на јон да направи место и од неговиот скеџул да дојде да сподели, да каже што има. Па и за тоа и ќе збориме. Плюс е реално еден од најголемите Kanye фанови, ако не е најголемиот кај нас на Дискорд и правиот и е правиот човек што треба да збори за овој, многу ми е мило искрено лично ти кажувам пред се, као другар, као пријател, дека ти беше човекот што отиде дека ти се испуни една од најголемите животни желби. Како си помина? Ајде кажи ни некои импресии. Па топ, Ептен беше врвно, али мислам дека можке е добро и да разговараме оноа малку за целиот концепт на listening parties прво, пошто за многу луѓе мислам дека го доживуваат као нешто ново или као нешто само нов ефтин начин кај што може да направи пари или што било. Пошто, пример, јас гледам дека општо у хип-хоп listening parties има од секој што стално сме читале артикли, наслови на Вало кога се имаше listening party на тој албум, тие беа гости, таков звук може да очекуваме и се, али се тоа беше многу позади затворени врати, онака за јавноста и не беше отворено со карти, со покани, со лайвстрим, со што било. Мислам дека така е се до 2016 или 2015 кога беше Павло Madison Square Garden. Да. Тоа беше мислам еден многу голем момент кога listening party се доби еден карактер од Kanye што е склоп на мода, простор кај што може да се стварат вирални моменти, песни да добиваат некоја енергија само ради listening party-то и слично. Пример, Father Stretch My Hands, Young Thug што имаше viral момент со With Them, се тоа. И мислам дека пико на се тоа беше Don't the Listening Parties, така што имаше и цела тематика со куќето што гори, што беше на уарените што спија таму повеќе дена.
и мислам дека тај момент малку listening party доби нов облик и се развил нешто што може да е за цел свет. Не само за малиот круг на пријатели, на артисти и слично. Па да, може да се согласам јас со тоа од поглед на тоа дека како што каже и ти, тие сите listening party си претходни онака најчесто били или за record labels, за самиот record label, за луѓето внатре за стафот да го преслушаат албумот, или ќе се соберат луѓе од индустријата позади затворени врати во некој клуб каде што немаш ти пристап и ќе можеш да чуеш, па они споделуваат некои искуства и да, од еден аспект тоа е многу добро усмисла дека се дава на луѓето како listening party. Но ја би рекол дека проблемот со овој listening party или experience е дека албумот веќе беше искочен. Ако не беше албумот искочен и ако се дае на луѓе недела унапред да го чујат и да дојдат уживо да го искусат, ќе беше уште толку многу добро. Мене тоа ми е единствениот проблем. Можеби малце бев ја критички настроен кога се најави се во ова дека ги најави онака у ниеден момент недела дена унапред и сите трчаа да купат карти. И нормално е за да трчаат да купат карти, и ја пробав да купам карти и да видам колку ќе ме кошта. Кошташе многу и затоа и не отидов, ама мислам дека да, од тој аспект е многу интересно и дека посебно со The Life of Pablo, со тие моменти, со полнење на MSG, со Kid Cudi моментите кога се гушкаат, имаме некои одредени ствари кои што онака ептен уште ден денес ни се усеќавање. И мислам дека да, од тој аспект е многу добра ствар и дека Kanye е можеби единствениот кој што го прави тоа многу умешно и го прави на толкава голема сцена, бидејќи да, од MSG се префрли во уште толку поголем стадион, каде што онака NFL си игра, значи цела куќа имаше што гореше, така да за Донда беше тоа уште толку голема ствар, бидејќи нели се збори за мајка му и тоа има таа неговата childhood home и уште толку повеќе значење има. И за се ова сега да може да го донесе на еден начин и ко не знам, ко караван ни споише градови низ Европа и Америка и за да може луѓе да го искусат тоа. Единствениот проблем од тоа ми е дека албумот веќе беше аут, ако не беше албумот аут и ако прво идеш таму ко фан и го чуеш таму албумот на лице место, ќе биде друго искуство. Не брате, беше така, ќе се жалевме дека АјК е албумот до кога се овие работи. Така да мене ми е добро дека и многу ми интересно искрено, може да ми каже Джеди малце поише за тоа, дека првите две локации кои ги одбра Кање после вадењето на албумот беа токму Милано, Милано, Fashion Week, едно друго голем град, едно од најголемите во Европа и слично, центар на модерна култура и слично. Зашто Болоња? Најверојатно можеле да ги спојат заедно у едно, али беше многу интересен избор на места каде што ќе се настави буквално после една недела откако албумот беше излезен. Да. Значи од цел свет ги бираш Милано, Болоња и утре ден да го објавија или после неколку дена го објавија Париз. Така да што мислиш ти како човек што ги следи стварите за Кање на Reddit? Исто мислам дека е многу јак момент Болоња што беше побрзо sold out од Милано. Што имаше, пошто беше сабота или петок мислам Болоња, четврток Милано, имаше можност сите од Европа да дојдат таму. За разлика од Милано, пример, што беше у четврток концерт. Апсолутно. Од друг аспект Болоња е студентски град, исто така не забораваме. Така да као пикот судот на младоста е таму. Абе да брат, ама кога 90% од нив се сите Кање фанови. Ама рачуне го имаш цел свет буквално каде може да се случи ова и Болоња е еден од тие градови, ме свеќаш. Ја не сум бил во Болоња. Сум бил на многу места низ Европа, не сум бил во Болоња. Само ти кажам дека не е the first choice, например Париз, окей. Да, Париз, Акор арената е као the staple. Немаш каде да отидеш ако не идеш у Акор арената. Таа е единствената у Париз. Лондон, Берлин, Милано, да, тука е Мадрид, Барселона, Шпанија. Значи тука се тие градови како да речеме најголемите, најзначајните во Европа и многу интересен изборот за Милано, Болоња и Париз. Како беше у Милано, брат? Како си помина? Кажи ми први импресии од overall импресии од твојот провод општо и за разбира од overall беше многу интересен момент, пошто пример за разлика од класичен концерт, имаше го тај момент што знаеш веќе што ќе очекуваш од стилот на што ќе слушнеш. Тоа е MP3-гите се буквално. Значи од тај момент кога сванеш тоа веќе после првите две песни, малку повеќе доживуваш визуално само работата. Према гостите, кои се облечени, кои играат, целиот тај момент. И малку имаше промени у трак-листот, што беше интересен момент. Не беше баш стримлайн сите песни поред. Например? Првите две песни си беа Stars и Keys to My Life. Па Talking и после беа одма сите динамички траки беа.
Carnival беше 2 пъти, па Fuck Some директно, па Paperwork со Клава беше одма. Paid беше малко по-касно, мислам. Everybody беше исто уметнато сетлисто. Каква беше реакцията? Да, Everybody имаше много голема реакция. Ако мене лично не ми свига песента, али от тази момент, когато цяла публика я пееше, беше малко по-друго. Исто така и за Talking на Northwest дело имаше добра реакция на публиката. Цяла публика го пееше. Оно ще е viral, Miss West. Цяла публика го пееше това. Това беше интересно. Каква беше енергията, например, не само на Карнивал, предпоставувам на Карнивал дека и се е поврзано и со и Ултрас и Италија, мислам дека уште толку поише ќе однесено у безкрај, ама каква беше енергијата од песна у песна? Која беше интеракцијата нивна, како кружеа цело време околу стадионот, пошто целиот тој подот беше нивен, значи сите фанови седеа на седишта, мислам дека и подот беше нивен и која беше интеракцијата? Знам дека тоа имаше еден, не знам што е тоа, едно платно огромно каде што и се става, имаше ствари кои што се проектираа на него. Ко вес беше онака целото виснато од озгора од слики што видов од тебе и од Давид, ама кажи ми, например, која беше интеракцијата, каква беше интеракцијата, например, дали идеше, што и вие бевте и релативно и блиску до нив, тука бевте одма у прв или втор ред. Кажи ми, например, на кој начин тоа беше, каква беше нивната комуникација со фановите, како функционираше седо тоа? Па иако беше се оно со седени буквално цела арена, мислам дека стоеше, имаше много добра публика и баш пошто имаше нотификации ја на Twitter од неколку Kanye фан пејџи за новости што има и било што теко на ролауто. Додека беше на концертот ми стасува нотификации као This crowd is amazing, било што коментираа се. Али интеракцијата нивна беше пошто доли имаше на бината стално повеќе од двојца. Значи у најмала рака беа Kanye, Tidal и Клав. Значи постова бе и Фреди Гибс, и Рич да Кид беше долу, Playboy Carti имаше своја екипа плюс 3-4 луѓе што беа доле. И стално имаше некој околу, што кружи околу различните трибини. Пример, Kanye ако е на јужниот дел, TY е на средина или што било, а на платното горе стално имаше као екран. Тоа беше фактички проектирано се на платното. Имаше интересен момент, пошто беше тако кружно и големо беа као, не знам, мислам дека идејата им беше како холографско нешто да доваи. Па да, мене ми беше тоа интересно. Давид имаше многу убава слика направена од Kanye, баш по тој вес и онака Апла изгледаше како вес тоа целото. И се гледаше дека на него има и проекции. И сега да прашам, например, знам дека на King мислам дека имаше дури и кореографија Kanye усмислена. Не знам тоа дали беше у Милано или у Парис. У Милано беше тоа кај што има онака со заедно некаква кореографија на King. Не, кај нас немаше, кај нас у Милано, пример, до последниот ден требаше да има 500 највачите на Интер на бин. И баш јас ко слетал у средата, има проби таа вечер. Али поради безбедностни причини беше откажано и мислам дека на Kanye аутфито за таа вечер беше таков малку роудмен естетика, малку хулигански со Northwest јакната, со најкракавици, баш за да се уклопе некој со највачите со таа естетика. За разлика, пример, од Парис на Fashion Week беше у бунда цело од предуви со ваучер маска и малку по-хай фешн. Таму беше и со backup dancers, мал момент имаше и со кореографија околу него и India Love беше исто на Keys to My Life што пее втори дел. Ја мислам дека за Парис мислиш. Да, мислам дека вајда тоа било за Парис, каде што имаше кореографија на крајот, каде што онака се инкорпорира и тој везот што го имаат онака влезено беше тоа цело интересно. Па тоа предпоставувам дека пак веќе после Милано имаше и пререкордет ствари што одеа на прожектора за разлика од Милано кај што беа само лайв снимки тоа да го. Па тоа е patch notes и дури и listening experiences добиваат patch notes колку и сите други ствари на Kanye добиваат вакво така да. Добро брат, ама не може да се љутиш на тоа. Органски се гледа како прават day to day, што е окей. За ваква работа мене ми е окей. Па окей. Кој беше онака општото искуство? Кажи ми, например, ко Kanye фан, што значи ова за тебе? Дали е, например, тоа, која е споредбата помеѓу вакво нешто и, например, дали би после ова и би сакал да отидеш и на некогов концерт од него, например, да го гледаш уживо како ги настапува дел од песни? Да, дефинитивно би сакал да одам на концерт, фактички со vocal performance, со Kanye мислам дека може и со бенд буквално да прави концерти што било. Мислам дека тоа ќе биде сосема различно искуство од Воденеска, пошто Воденеска што го збориме беше и само истите песни беа.
Мисля, само новите песни от албум. И от какво завърши концерта имаше до момент, когато почна Can't Tell Me Nothing. DJ на Kanye, почти DJ Fi. И от taj момент арената, не знам, доби още по-голема енергия, от че имаше цял концерт. Пошедали мисля да се врати на бис или нещо, али от taj момент имаше най-силна енергия. И после това пощава Kanye класици. Runaway, Stronger, Father Stretch My Hands въртеше и още цял част от какво си видя Kanye екипа, мисля дека беше пълна арената. Преяко. Колко време траеше само музика, брат. Па, listening партито, цялото беше саат и нещо. И после имаше саат и пол, мислям дека факеше вкупно се. И после имаше 40 минути хитови 100%. Без никой не бина буквално. Само публиката внатре средина. Само публиката и сите само пеят Runaway 8 минути фул верзия да се почти до край со аутро, со се. И сите само седат тура. Чекај, а Runaway со интрото од скрос од почеток? Од почеток до аутро 8 минути 9 минути требаше. И соответствено не било со себе. Да. Не се нормални, брат. Тоа само Kanye фанови. Карнивал 2-3 пати вртеше, али Дор Карнивал мислам дека ќе остане као за Милано препозната песна ради навивачици и се и пуше најголем хит моментално во светот буквално. Така да имаше многу добри моменти. Кажи ми, дали воопшто ниеднаш не зема микрофон никој од нив? Никој. Ниеден момент. Значи немаше ни на listening партито, ни утре ден јас беше на едно after парти и таму никој не зема микрофон у рака, освен Тајга у 3 сата. А Тајга беше и на концертот само беше у бекстейдж. Има една екипа и у бекстейдж само ще седа. Тајга, Рас, модели некои има цела екипа таму. Мислам дека истото беше и за Парис, со тоа што и Никола баш јако више у Парис веќе, тоа последниот ден или предпоследниот ми прати една журка дека Rich the Kid хоста журка, ама клубот беше видел на журка хоста на Rich the Kid. Катастрофа беше. Ако го направиш тоа, брат, ти пропаѓа ово да се што имаш зворено многу работи што ги имаш зворено тука. Не, види се мислевме да идеме, 30 евра беше карта, ама им пишав и ми рекоа дека као bottle service is preferred. Колку е флаша и само ми пиша 1500 евра и му викам бркај работа, буквално ми сидеше да му пишам бркај работа. И ти Rich the Kid конеста лепе пички аматори. Значи за Rich the Kid тоа е нереално. Да, читав одвратни ревјуз што прават на странци, као ги врзуваат онака ќе им кажат као 150 евра е флашава им викаат после дека е 450 и не ги пуштаат од клуб, дека физички напаѓаат луѓе као онака таков некој клуб кој знае каде брат беше у Парис. Али сваќам зошто е на пример и Парис у тој момент направено, пошто само што они настапија почна Paris Fashion Week. Почнаа да имаат и Kanye остана цела недела таму, буквално имаше видео од него. Уште кога беше јако бев веќе у Парис и он беше у Парис, движеше и качаа видео од него. Имаше дури некои блогови онлайн тоа го вика како unofficial kick-off дека е на Paris Fashion Week listening партито, дека таму сигурно на еден начин и тоа им е било и целта. Сигурен сум дека на еден начин и тоа е било и целта да направат такво нешто. Кога Милано што беше веќе на крајот, што имаше многу луѓе и долу имаше со Playboy карти екипа, имаше дизајнери, манекенки и се што беа измеѓу решетките, измеѓу нас на трибините. Мислам дека у Парис беше на почеток. Тоа е. Мислам дека тоа е единствениот. Исто за Rich the Kid журката што е спомнати, мислам дека беше многу интересно пример на listening партито, публиката што ги знаеше се од Kanye оно религиозно. Пример утре дента на автора кај што бев, никој, мислам 50% беа дојдени за музиката, 50% нема поема ни кој е тај Dolla Sign, ни кој е Клаво, ни кој е Rich the Kid, никој. Таа дисонанца кај што и они го прават тоа, значи high fashion луѓе од тој свет not necessarily фанови на тај Dolla Sign, можеби на Kanye, ама буквално на автор што вика Playboy карти и на Клаво и на тај и на Rich the Kid, на сите други си им вика Playboy карти. Никој не ни беше таму. Језиво, брат. Тоа е ако на Тревис Скот и се броги која му викаа, брат. Така, луѓе што не се разбираат од музика и не знаат со кој си и што се, брат, а се таму бидејќи едноставно или се привилегирани или го имаат шанса да влезат таму бидејќи се у Милано и се дел од
од целиот тој мувмент. Брат, ама гледај, луѓе имаш и скачаат таму секоја недела. Тоа сам да ти кажам, дека тие се баш такви луѓе кои што не се доени само за моментот, за Just Cavalli after партито, за да бидат дел од тоа, а не се дојдени кој што Никола отишол за музичарите, ме разбираш, као Никола го интересира тај Дола Сайн, Нижда Кид. Овие ги интересира новата колекција на Just Cavalli, ме разбираш, као различно е. Да. Мислам дека и самиот термин може да го разликуваме по тоа. Пример, има публика, што е гостите што доаѓаат на концерт, пример, таму може клиентела да го кажеме тоа што доаѓаат до клуби, има многу голема разлика. Па да, дефинитивно. Ај кога сме више кај оваа журка, овој after party, како е фестори тој after party? Као прво кај го наоѓаш, као второ како е испромовиран и као трето што се случува на таква вечер во еден клуб во Милано? Само што след ја фактички беше околу 11-12 у среда прилично доцна след таа у Милано. Ја и отвараше на Истерн, пошто пратам, примерно, кој има негде концерт, обично помалите артисти, пример, не Кања, али тај Дола, Клаво или бил кој имат и after party официјално. Или некој е поврзан. И вртеше по клубовите у Милано и излезе дека тајга е у петок таму и после некој саат излезе дека и тај Дола има DJ сет на исто место. Тоа беше announced и се sold out околу 1 саат. И после у коментари на Инстаграм се препродава обични карти, луѓе од DMs ти улеват сакаш резервација да ти средам ово оно. И мислам дека многу луѓе беа измамени, пошто имаше оно странци што ги сретна што се обезбедувани, се расправат и веќе не знаеа до кој да допрат, дека платиле, дека се договориле сеа, дека немат ни маса, ни влез, ни ништо. А пример по официјалниот пат преку сајтот на клуба беше многу едноставно. Со вклучена пијачка, со шведска маса си добиваш се. Само што беше питање на време. Да, треба да си брз да реагираш, брз да си купиш карта. Добро, и Тивој Дола Сайн имаше DJ сет? Да, Тивој Дола Сайн пушта интересни песни, мора да кажем, дека имаше некои добри моменти. Например? Пушта хитови нормално, Фин, Фломили пушта, се тоа, али имаше добри моменти кои леваше малку LA стил, малку негови песни. Paid ја пушта, Fade ја пушта, тие сите. Орна ја пушта со The Weeknd, тоа беше добар момент. На Клаво му пушта некои песни, од Ричто Кид пушта некои песни. То солидна уж беше журката. А имаше, знаеше да пушта музика или само така ги редеше песните на подруга? Имаше некои транзиции, чепкаше стално по миксета, али со него беше цело време што е официјално диџеј на Listening Party, што ги пушта стално песни, DJ Fight, мислам дека е шпанец или од Јужна Америка некој. Добро, супер. Неговиот сети траја долго, 2 сата, мислам дека пушта сигурно музика. За после тајга да почне да пее дури у 3, додека беа сите таму уште цела екипа. И ја можеше да фанам само 3-4 песни на тајга и мораше да идам полека на аеродром. И Макарено 3 саат вајли is crazy. Да. Исто и беше многу мал беше клуб, пример, мислам дека повеќе од 500 луѓе не е собирал сигурно. Мало беше и просторчето кај што поминува после сите тие звезди да ги кажам беше нормално кај што сите си минат луѓе нормално. Тоа е тоа. Така и немаше треба да посебен некој бекстејдж за да излезат од позадиот клубу или шо било. Одлично. А на пример во поглед на озвучување, на звук, на тоа искуство на пример на самиот listening experience, како беше? Дали беше секој што треба од технички аспекти, дали каснеа, не каснеа? Од технички аспект ја беше изненаден се што беше окей со светло и немаше ни Кања и Тивој не доцнеа кој што знаат, пошто за Кања пример таму на време саат покасно. Да. Али немаше ништо технички аспект лош. Одлично. Дури и оние smoke machine стално што беа како темпирани за секоја песна различно. Нивните позиции кај што беа гостите кај што излева се што беше сосем окей. Мислам дека уживо на Извини. Уживо таму во арената мислам дека Paperwork ми извади мене многу добра реакција со бразилскиот семпл, Клаво имаше добар stage presence, беше без маска, па со маска. Он шеташе многу. Факт сами извади многу добра реакција.
за Фреди Гибс исто имаше многу интересен аутфит, што не е Фреди Гибс стил за тај евент баш у Милано и мислам дека кога тргна маската и тоа беше многу добар момент. Да, он беше цело црно облечено, таков чуден беше. Да, и тоа со ботки беше целиот кога некој дизајнер нема. Појма што беше. Јако. Али мислам дека извини. Сагав да те викам, али мислам дека на чудно ми е малце. Бидејќи не можам да претпоставам кога збориш, извини, може се малце се прекинуваме, ама сакав да те прашам само уште за нешто. Видов дека на крај ти Давид имавте видео нешто кај што некоја италијанска телевизија или некој медиум, појма немам што беше тоа. Ве прашуваше што зборевте таму, бидејќи стварата која што влезе на тоа видео е Kanye West come to Macedonia. Така да имаше ли нешто друго што зборевте таму, што беше седо тоа, дали беше на влез, на излез? Прилично повеќе треба тоа, така интервју беше баш TikTok стил интервју, поставен трайпод, круг таков инфлуенсерски што свет и се. И прво влегувам ја во арената после нив и они веќе беа наредени. Давид имаше еден пријател од Португалија со него и стоа пред камерата. Ја мислев дека слика прават. И јас само кликнувам пред нив со капулачите и се местам за слика, уствари видео. И почнуват да не прашуваат различни прашања, што таа во микрофонот, пример, прашаа некои ни се песна највеќе допаѓа од албумот, што мислиме општо за албумот, за listening партито, што би секале поразлично од Kanye. Имаше многу прашања, они го издуја тоа да Kanye да дојде до Македонија. Што не знам што би барат кај нас. Иншала, се надам. Одлично. Не. Нешто друго, например, што сакаш да споделиш заедно околу искуството, околу Kanye West, по тоа што спомнаме за Милано, за Болоња, од оние инсайдер инфо, мислам дека тие градови беа одбрани ради што он веќе повеќе време живее во Фиренца и таму му се фабриките кои што ги прават целиот нов мрч. Оние Yeezy Pod што се као чорапи, таму ги прави, студио има таму, тоа му е као бейсов опрејшица. И мислам дека ради тоа, пошто Фиренца, предпоставувам, нема ни арена, ни стадион, ништо и Болоња е близко. Може, прави смисла. Има логика, да. Исто и за Милано Fashion Week, Paris Fashion Week, мислам дека пак сака да има некоја хармонија помеѓу модата и музиката како MSG. Што имаше у Madison Square Garden, дека само повеќе има го тај момент па. Па да, чудно е дека не најави. Париз беше после, но нема најавено ништо после тоа. Барем ја немам видено. Има наредната недела у Феникс, у Аризона, што е од никаде рандом град во Америка. Да, најрандом од сите буквално. И после тоа е на Rolling Loud 10 Years во Калифорнија. Имат еден ден само они двајца. Само геј и тај. Тоа ќе биде интерес. Мислам, тоа веќе треба да е после Volume 2, така да не се знае. Кога треба да искочи Volume 2? У петок. Ајде. Иншала. Ќе видиме, иншала, буквално. God willing, ќе го добием. Го биве треба у петок. Али мислам дека многу добар перформанс, ни они не очекува многу добар перформанс да има први албум, мислам дека и тоа ќе го одложи да не направат малку сатурација. Па, ќе видиме, мислам дека феноменален одзив имаше албумов. Мислам дека кај сите општо, таа беше рецепцијата. Луѓе уште го слушаат, уште се спори. Тоа што беа listening parties на веќе исклучен албум, пошто имаше добра реакција, луѓето се малку опуштија као беа добро е Kanye извади добар албум, се always forgiven, можеме да се појавиме, може и гости да има и тај момент го имаше малку. Добро е, мислам дека да, во тој поглед. Чуден албум или што било, мислам дека немаше да бидат ни Quavo на listening parties, ни Rich the Kid, ни кој бил. Па, брат, мојот сентимент е дека Kanye требаше да го направи, овој беше long overdue да извади добар концизен проект. Не за да се извади, за да се искупи за работа, за работите што и кажал, тие работи стојат. Дали некогаш ќе поминат, не е ни битно, ама битно беше да добиеме музика, да го добиеме тоа што го сакаме Kanye поради тоа, бар поголемиот дел од луѓето го сакаме ради музиката. Има луѓе што го сакаат ради фешн, има луѓе што го сакаат ради забава, да се смеат на Инстаграм, да се забавуваат со неговата содржина, али мислам дека највистинските Kanye фанови го сакаат прво поради музиката. Музиката не беше на нивото на кое што Kanye знае да ја вади последниот долг период. Имаше многу глупости со вадење на музика, со невадење на музика и слично. Ова беше конечно тоа што го добивме од него да биде као што треба едно парче музика, едно целосно издание, комплетно издание што е аут и што е actually добро и квалитетно за сите. И мислам дека поради тоа извади толку добра реакција и да, се разбира кога ќе извади нешто толку добра реакција, после тоа знаеш, ќе се сврти кругот, ќе се сврти
тежиштето и сега иде само на болje и на болje. Се надам дека нема да го заебе и дека ќе продолжи да иде оваа насока, ќе ни дава добра музика во годинава која што ни предстои и годините напред. И ако мене прашуваш, мислам дека уште рано за Vultures 2. Иако ја не го вртам толку Vultures 7 веќе. Да, слушам се. Али мислам дека е рано. Да, мислам дека знаеш како малце си имаме презисите на сите. Викам, иако веќе се знае дека има 8-9 песничи врачени што би били за Vultures 2, што ги имаше на пример првичните ни listening parties у Мајами и у Вегас. Али и ја не би го изгледал се исто. Да, може уште некоја недела. Барем додека има Vibrant, Carnival и сите песни. Да, Carnival уште strong, брат. Carnival уште number one, мислам дека тера и добро, мислам дека нема потреба сам себе да се го прави тоа да вади уште еден албум сеја у петок каде што се уште има песната која што е најгоре на хит листите, така да. Плюс знаеш какви се луѓето, првата реакција ќе биде абе ова не е добро колку Vultures 1 или и тоа плюс нема песна како Карнивал на овој или не знаме сегаш како поиш има шанса да се заебе работата отколку да се надогради бару моментов ако мене ме прашуваш. Дефинитивно треба да се пейса. Исто малку ме е страпавајќи за оние Kanye Antics што ги има пошто он пред година негде сакаше целиот ролаут да биде само со физички издание на албум, со USB-ња или со картички. И сега сабарето контактирал некој што беше направил Kanye видеоигра што се продава само на USB. Така страми е дека па може да има таква ситуација. Па со оглед на тоа дека проблемите ги имаше со DSPs и со тие ствари беше критичен за Apple Music пред некое време. Можно е да планира некој таков како физички даунлоуд или нешто да треба да си купиш $10 да купиш од неговата страна. Што е окей, тоа е на пример нешто кое што Мак Хоми го прави цел негов живот и така има кренато музиката негова на толку високо ниво на еден начин кај што еден винил кошта $500 и луѓе го купуваат. А е Мак Хоми, не е Kanye West. Не се слагам за ова, брат. Не се слагам. Баш така не е исто. Баш така да го кажам обратното. Ако го направи тоа е окей да го направи по фер цени, кој што продава својата облека сега. Тоа и да продава албумот за $10 е друго. Да. Kanye West $500 албум ја не купувам, брат. Нема шанс. Да кажам. Нема шанс. Апсолутно. Мак Хоми тоа го има зборено еднаш. Мислам дека и тоа не е било. Али не знам, у денешно време не знам ни како би се рачунале тие физички копии, ако може да ги зарачуна и реално вреди еден албум да го купиш за $10. Мислам дека има луѓе во Америка и во светот што купуваат музика, што се малце како по old school настроени од последниве, што не се влезени во бранот на DSP, сама не ми смета тоа се дека е во фер цена и не ми смета и мрчот баш ми се свиѓа дека е направен за луѓето, тоа што ги имаше Kanye како идеја уште пред 10 години, да биде стварно for the people и стварно нека биде for the people, брат. Јас сум за тоа, сум за тоа да се намали хайп бистингот кога само хайп бистингот се мери во пари. Бар така ја го гледам тоа. Така е. $20 маичка, $20 everything. Ги извади дури и колекциите со Gap, ако не се лажам на неговата веб страна, и тие беа за $20 нешто што кошташе 40, 50, $60, така да мислам дека е тоа добро, брат. Да, и Mainline Yeezy од претходни сезони имаше на сајтот што не беа уште продадени и се, али тоа мислам дека беше само во Европа може да ги продават тие. Мислам дека во Америка го немаше, ја пробав со VPN во USA не можеше, не ги гледаше тие аитеми, само ги гледаше од Vultures One Merchant. Тоа само во Европа беше. Добро? Мислам дека сме добри. Джеди, фала ти многу, брат, за издвоеното време. Фала ти многу за овој инсайт и за споделување на твоето искуство на listening партито на Kanye на T.Y. Dolla $ign во Милано. Се надеваме дека ќе посетиш уште концерти кај што ќе можеш да ни јавиш и на Discord и може би вака и во живо и може би вака пак на подкаст преку кол или во живо кај нас тука. Така да фала ти многу уште еднаш, респект за се тоа што го правиш за нашата комјунити, што си дел од нашата комјунити пред се и што си толку активен на Discord и што го шириш зборот. И да ја ти кажам вака и онлайн пред сите, фала ти за гостопримливоста во Штип кога бевме на тој спонтан пандамониум линкап таму пред неколку недели. Апсолутно. Фала ви вас што ме имате моментално на емисијата, фала ви што туркат хип-хоп културата кај нас, па евентуално и некоја жирка од вај кајур може и заедно да идеме некојаш. Дефинитивно. Надевам се. Ја и Никола сме биле на повеќе концерти, ама да, дефинитивно може да се продолжи таа година, се нема десено. Лани го имавме добар момент. На колку бевме? На 3? 4? 3. Лани беме на 4, мислам, и Дензел Кари бевме, нели, у Софија и 4 се вкупно. Да. 4 така да, сигурно бе, да. Одлично. Екстра. Годинава може. Така да, тука сме. Супер, фала ти многу, брат, има убав ден и се слушаме па и се гледаме пак.
Исто респект, па се гледам. Чао, чао. Поздрав. Чао. Чао. Добро беше ова, брат. Тоа беше од Никола. Пилот, прв пат вака правиме усмисла да идеме лайв со некој уживо да ни збори на видеокол, бидејќи малци ги тестиравме. Пред да почнеме, мислам дека ќе можеме веќе и слушалките да ги тргнеме, мислам дека Да, само збори на мајкото дека ги трга. ќе можеме да се слушаме, бидејќи веќе сме само ја и Дарко останати уживо. Уште еднаш огромна благодарност до Никола кој што одвои време на работен ден да ни сподели неговите искуства околу Kanye West listening experience, односно EA listening experience, Vultures One, директно од Милано. Добро е дека вака имаме луѓе кои што го прават исто тоа, бидејќи долго време го збориме тоа дека ја и ти сме исто така concert goers и дека сакаме да идеме на концерти, дека поддржуваме артисти на тој начин, и тоа ни е апсолутно најдобриот начин да се поддржат артисти. И добро е дека, и тоа им го и реков уште одамна го имам споделено како порака, како многу ќе ми биде мило ако гледам и слики од вас сите заедно као идете на концерти и све тоа, без разлика дали сите се дел од вакво од Дискорд или имаме само потикнато луѓе за да идат на концерти. И многу ми е мило дека се дешава тоа, и кога ќе видам слики, брат, од луѓе онака као идат на концерти и као праќаат слики, као ми е врв. Абе, тоа ми се деси мене и кога беа они, кога беше ти сега во Париз, и кога иде некој прати слика дека е на журка, дека е на концерт на било што е поврзано со музика, со култура, дека се купил плоча или дека не знам што како му се десило, поврзано со музика, онака го споделува од Дискорд, и мислам дека е тоа взаемно сите се радуваат за него, што е многу добар момент. Бидејќи сите го цениме тоа и знаеме какво е чувството кога го искусиш тоа, додиш на настап на концерт на еден од омилените артисти или артистите кои ги слушаш у моментот, или самото тоа да бидеш таму специјално за одреден настан, за одредена ствар што е поврзана со музика е специјално. Дефинитивно. Така шараут за сите кои што и ги поддржуваат своите артисти на таков начин, без разлика дали е мрч, дали е лайв концерт, и се надевам на сите кои што сакаат да ќе си го исполните тоа и ќе идете на многу концерти во вашиот живот и ќе ќе гледате. Баш правев муабет пред да тргнам за Париз, правев муабет со Давид, нашиот човек од Берлин, кој што исто така дека е у Берлин, кај ја користи максимално шансата да иде на секој можен концерт кој што ме од интерес. Берлин е таков град, реално центар на Европа, е артист кој што има европска турнеја, ретко да не иде у Берлин. Ете, Kanye за пример, као нема да иде у Берлин од валја од некои одредени причини, појма нема, али како и да е, сите големи артисти, големи и мали, идат таму. Тоа е факт. Берлин, без разлика дали ќе е Mercedes-Benz арената или ќе е некој клубче кој што бевме ја и ти на Лиреджун, мора да имаат стоп таму. И баш зборев на него, пошто видов на стори дека имаш стајано као Наоми Шерон, која што е најновиот артист од OVO, девојка која што пее преубаво, и Маџид Џордан. Фактички концертот бил на Маџид Џордан, и она си има појавена ко гест, и онака имаше стори стајано од Summer's Over Interlude, и као почнавме да пишуваме и ми кажа дека многу добро. Као буквално само заради нив дојдов овде, и онака ептен приватно шоу, многу културна ствар, као многу убаво звучење, многу добар вајб. Би сакал да идам на Маџид Џордан. Би сакал. Ги имаме слушано Division, кога бевме ние на Дрейк на концертот, Division отвараа за Дрейк. Ама Маџид Џордан никаде ги немам слушано, така да. Кога го спомна вака, да, не знам како се осеќам денеска за Маџид Џордан, ама да. Пред 5-6 години бев многу длабоко навлезен у нив и дефинитивно, и сега мислам дека извади добар албум. Тоа и беше као ова беше турнејата за новиот албум. Имаат добар албум, класичен R&B, онака у Маџид Џордан стил. Топе. И Маџид Џордан, иако кажувам така, се дуо, се двајца Маџид и Џордан, така да get your facts right, пошто многу луѓе ги зборат кога да е соло артист. И имаат специфичен звук, бар имаат на времето кога се појавија, бар за мене. Не знам сега денеска, мислам дека можеби тој звук баш сега Нефи Смолс има една песна, да речеме во Маџид Џордан стил, јас во глава си го имам оној Маџид Џордан кога ги слушам тие драмс и начинот на пеење, тие ефектите. Да. У глава ми е тоа Маџид Џордан. Реално Маџид Џордан се и продуценти, не е само дека се R&B дуо, значи голем дел и продуцираат свои ствари. Продуцираат, пишуваат за други, така да. Така да, дефинитивно. Си имаат свој signature sound кој што е многу тежок да го препознаеш, ама ти треба да имаш слушано добро или као да имаш некоја кор меморија од нив за да можеш да го препознаеш. Ја ти кажувам, кикот и добашот кога ги чујам, одма ме потсеќа на Маџид. Дефинитивно. Така е со Summer's Over Interlude, као таа ми е омилената песна од Views, така да мимо останато овде ми е врежана и као уствари не се ни кредитира никаде на таа песна, што е многу исто така јако. Ама да,
пак ќе кажам апел до сите, идете на концерти, мислам дека е тоа едно искуство кое што може да се заминете со него од овде. У смисла као ништо друго не остане освен тие искуства кои што ги имате за себе и мислам дека онака ако сагате и ако едноставно се чувствувате дека треба да идете и треба да чуете, направете го тоа и мислам дека ќе ви се врати онака задоволството. Е преголемо бидејќи не постои поубава работа ако сте такви за музика и ако сагате музика и ако сагате артисти да ги видите уживо, па и макар ако можете и да направите и муаве, да се видите, да се сликате со нив, да го искусите се до тоа, мислам дека би било прекрасно искуство. Ја имав такво искуство. Ја имав такво искуство недалава. Кој што реков, ја бев у Франција, у Париз, прв пат у Париз, времето катастрофа, али отиден со мисија, онака една единствена ствар, Мик Дженкинс да го гледам уживо. За многу луѓе Мик Дженкинс е као многу онака артист кој што да, окей, со последниве 2-3 албуми можеби го знаат, имаат нешто чуено, имаат чуено Carefree, кое што му е онака убедливо најголем хит моментално, али ја човеков го пратам since forever, значи буквално го пратам од 2012 и сега е веќе 2024, тоа се 12 години упрашање. Мик Дженкинс е 32 годишен човек, значи е врсник наш тука е некаде со години, малце можеби постар од нас и исто кој со Joey Badass го имам слушано од таа генерација на артисти. Значи човекот првиот микстейп кој што се вика mixtape, као mixtape, као play on words има, така се вика неговиот mixtape, каде што има една песна и многу интересен начин како го имам уопште и дознаено него. Слушав многу The Left, кое што е дуо од Journalist 103 и Apollo Brown, сега влагам многу длабоко, е Детройт хип-хоп, ама Мик Дженкинс прави ремикс на една нивна песна од Gas Mask, од нивниот најпознат албум, и као песната се вика To The Melody. Ја у тоа време као слушав многу таква музика и окей, ми искача тоа некаде на SoundCloud или немам појма кај искочи, можеби и на Audio Mac искочи, дека има направено ремикс, ја пуштам, ми се свиѓа од тука навлагам и од тука почнав, као Sincerely On, уште пред P's and Q's, уште пред Waves, уште пред The Waters, ова се 2012, 2013, 2014, зборам за уште пред тоа го имам закачано на Мик Дженкинс и онако од тоаш го пратам активно и сум огромен фан, дефинитивно, кога му имам слушано целата дискографија top to bottom, еден артист кој што ми бил фаворит since forever, посебно од кога го извади The Waters и уште кога и да ме прашаш, мислам дека у топ 10 албуми сега ќе ми се најде The Waters, пошто ми е еден таков албум кој што од мене ми има преголемо значење. За многу луѓе можеби не е да правим choice, кога на пример да фатиш лет да идеш до Париз, брат, да го гледаш, посебно знаејќи дека не слетуваш у Париз, слетуваш у Бове и треба да патуваш сати 20 минути со бус за да стигнеш до Париз. Тешко беше, посебно дека отидовме со куфери и со све, брат, макнење беше невидено, спием 4 дена поред, не можам да се освестам. 4 ноки бевме, 4 дена, 4,5 дена фактички. Преува си пројдовме и интересно беше дека кога слетавме, ние, значи буквално и заради тоа пробав да идам на Кање, ја летав понеделник сабајле, Мик концертот беше понеделник вечер, а Кање experience, тоа на listening experience беше недела вечер и немаше како ле дојде беа во петок, ќе требаше уште 3 дена. 800 евра не ми се даваа за Кање, викам батали, ајде. Као we'll get them on the next one. Тоа е. Слетуваме, се спремаме, шеткаме цел ден и отидовме, се пуштивме на кај клубот и бидејќи Париз прв пат, Париз е огромен град, онака си со Google Maps, окей, стигаме, буквално бевме втори уред, уште немаше никој доено, врати отвара у 8, ние бевме таму у 7:45, цигара, пијачка, едно друго, имаше барчење, земавме по една пијачка, застанавме, седиме и као ја отворија вратата многу културно, онака без галами, без ништо, се направи речени дур да почнат. Ја отворија вратата, влеговме, се наместивме. И кога влеговме, многу беше интересно дека првично изгледаше кога да е вењуто, кога да е многу поголемо него ли actually што е. И уствари сватив дека уствари тоа е као вењу кое што е не е налик на МГЦ, ама као има поише места, као има подрум, има горе кое што е театрална сала, има некој влез од лево, има едно барче кое што си активно работи и фактички преку барчето влеговме во подрумот, кај што и уствари беше клубче едно мало кое што имаше многу низок плафон и беше тако многу интимно, многу приватно. Убаво место кај што градоробер, кај што можеш, бидејќи Париз е дождливо, никакво време,
Тоа е стандард. Стандард е. И као со јакни си и ладно е брат, 4 степени дува ветер, кида ветра, внатре не можеш со јакна да бидеш, као посебно дека е такво мало место. Sold out концерт башка, пишуваше дека е sold out и културно си влеговме, јакни си оставивме, си земавме пијачка и почнавме да чекаме. Да прашам само местото каде беше во Париз, односно дали беше Многу беше далеко брат. страна слично ко Многу беше далеко брат. Джун, така. Да, апсолутно. Ние бевме многу беше подалеку него Лили Джун брат. Вако поглед на Берлин. Види, ние бевме со, значи последното метро, у последниот круг ние бевме до последната станица. Тага некаде отприлика. Ова беше се С2 на брат, ова беше многу далеко, као усмисла ние на пример не ни бевме централно сместени у Париз, бидејќи стварите кои што сакавме да ги гледаме беа онака многу поише и местата кои што сакавме да ги посетиме и најчесто ресторани кои што може да јадеме. Беа многу поише. Буквално ова нема ни Арон Мамбрат као онака не Менил Монтанце вика местото у 20-тиот арондмент е ова брат. Значи можеш да видиш кај сме ние и тоа ќе видиш има едно гарликче кое што е најнакрај десно, тоа е брат. И е многу далеку, среќа хотелот нас ни беше малце подесно, значи по некаде као му доаѓа, по источно му доаѓа, по југоисточно некако му доаѓа и среќа од таму имавме таква неделна карта за метро каде што ни дава колку пати сакаме да се качиме и да се симнеме и онака фативме метро и пак требаше да идеме 11 минути пешки брат до местото брат. Многу слично ми личи на локацијски на местото кај што бевме ние. И као беше све далеко брат, овде нема тоа стандардното као Париз кој што го знаеш, латински квартерс, онака као улички. Не брат, као улици, коли, ме разбираш, такво е, не е кјут Париз онака со град. И убаво беше, ама добро беше. Тесни улички стигнавме до таму, се наместивме, луѓето беа културни онака миксен меч имаше на све. И тоа мислам баш онака ми одговара и за Мик Дженкинс, не беа сите рапери онака као имаше многу девојки онака исто така. Значи многу девојки. Ја би рекол некаде не знам 40% девојки, 60% машки онака беа кои што е топ исто така да не е джеркфест, да не е само мажи внатре и таква пуна енергија, као многу беше добра и Мик Дженкинс реално и не носи таква енергија, као голем дел од неговата дискографија има многу такви и женски елементи, многу по меки песни кај што пее убава музика. И влеговме една пијачка, си застанавме напред и онака почна прво да вртат некоја музика, најразлична селекција, буквално од Earl Sweatshirt до MF Doom, тако малце nerd rap. Ние влеговме 8:30 веќе, on the dot, 5 минути пред тоа искочи DJ еден, почна да пушта музика. Поставија микрофон на средина, знаевме дека окей. Опенер негов беше Тоби, артист од Канада, од Монтреал, кој што го имав видено на флаерот, не го знаев. Со големо Б? Да. Ми се пушта мене на оние Mellow Bars плейлисти што ги слушам. И добар е брат. Има неколку добри ствари. И имаше еден албум кој што го има извадено лани. И кога бев за Копенхаген баш со братучетка со Мила правев муабет и зборевме со Мила за Мик Дженкинс и за неговата музика и онака као еве го. И звучеше многу добро брат. Еве го, Panic се вика новиот албум. Брат, не се не заебавам. Еден од најдобрите опенер што ги имам гледано брат. Знаеш зошто? Дарко поголем ентузијазам брат. На првите 4-5 песни не удараа така брат. Едноставно луѓе не ги знаат песните. Се гледа дека има неколку хитови као 2-3 усвари песнички кои што си имаат пробиено тука и таму по плейлисти и луѓе ќе ги знаат барем ако ништо друго рефрените ќе ги потпевнуваат. Ама таква дикција брат. Таква енергија на сцена брат. Прво морам да кажам дека местото беше многу мало. Значи зборам место кое што има стејџот не е ни централно поставен, тука е поставено ќош лево и е коцка и имаш луѓе кои што има сепаренца овде ку минус што има, буквално сепаренца на овој ќош и овде е публиката. Овде е влезот и многу е чудно дека можеш и таму да си седиш, можеш тука напред и артистот ти е качен на волкава платформа, ти не си ни толку многу пониско од него брат. Да. Ти си на 60-70 сантиметри пониско од него и као оне тука е пред тебе апла, онака имаш ај контакт, имаш многу низок е плафонот.
озвучењето едно од најдобрите што ги имам слушнато, брат. Не знам дали беше заради малиот простор, не знам како дали го имаат стварно средено кој што треба. Претпоставам дека си и двете упрашање, али можеш да си правиш муабет со човекот што е до тебе, да кажеш, да искоментираш нешто за песнава и да не треба да се дереш, брат, као нормално муабет си правиш, а музикава ја слушаш криспи, клини, многу гласно. Многу чудно. Можеби и тоа е и заради нашата позиција, пошто бевме ептен напред до самиот стејдж. И крузавме, вајвавме, убаво беше. Тоби, исто така, шараут Тоби, имам неколку видеа, мислам, поише се кај Сара на телефона, ама нема врска, а мојот не снима кој што треба. Брат, многу добра дикција, многу добра енергија, после третата, четвртата песна, онака, таа конекција што имаш со фановите, брат, почне сите да ги енгејджнуваме, брат. Раце горе, side to side, сакате ли да го чуете Мик Дженкинс, кажува причи за него, збори за негови ствари. Тоа се што го збори е многу јасно во неговите текстови, онака можеш да го сватиш као имаше малце таков црква момент, у смисла као начинот на кој што го збори и Мик го правеше тоа. И прво почна со тие помелоу песни, тие што му се појаки, гледам дека тука има песни со такви со рейдж артисти, така да претпоставам дека има и трап бенгери, значи тука е Кени Мейсон сигурно таа ја знам дека има такви песни кои што се онака поише со појака енергија, трап битови, трап бенгери. И прво отиде тие мелоу, па си ги кажуваш, си ги ептено онака го опенер, брат, као без јас сум доен тука на Sold Out Show, сакам чисто да се запознаете со мојата музика, ако никој не ја знае мојата музика. Ова е тоа што може да очекувате, брат, од рапување до пеење онака како Brent Faiyaz, менјање октави, многу добар перформанс, брат, те прави да бидеш фан, ме разбираш, као те каптивира, ти вика чуј го човеков, као вреде да го чуеш човекот. Се врадив, чув неколку ствари, не успеав доволно да слушам музика бидејќи имав испоисимното премногу сезони глупости на Netflix и гледав серии у авион, не успеав да слушам многу музика, ама сакам да се навратам на албум, сакам да го преслушам цел. Албумот се вика Panic, изваден у 2023 во октомври. Артистот се вика Тоби, што значи дека е прилично свеж самиот албум. И некако многу одговараше на таа енергија си имаше свој диџеј, другар диџеј кој што му онака цел живот со него. И пола саат туда ти, многу точно, брат, 9:00, бум, завршува Тоби, се поздравува, се врати на бис, 5 минути уште, истата песна која што најмногу дигна енергија, ја настапува пак, се враќа, се поздравува со сите, се враќа назад, 5 минути, се местат, се ставаат бумњеви тука, и јас изненадив, ја мислев дека ќе настапи со цел бенд, пошто имаше огромен сет на бумњеви, стаја микрофон на стенд, која што не беше случајот со Тоби, и си викам, окей, топ, као, добиваме fucking live show. Но ја не знаев дека ќе има нешто live, мислев дека е апла концерт, бидејќи Мик Дженкинс исто така има NPR концерт, може Тајни Деско да го чуете и као многу е интересен, има цел бенд позади него и многу добро звучи, има песни со Bad Bad Not Good, така да инструментација во неговата музика е многу битна работа и као сите песни се приспособени да може да бидат свирени во живо и си викам, ако добиеме лайв перформанс од човеков као со лайв бенд би било преако. На крај ти искочи да е само неговиот тапанар да е тука, значи перкусиите беа уживо и морам малце ќе застанам и ќе зборам за ова, брат. Уште пред вакво, брат, за сите артисти, get your shit together, брат. Ја вакво нешто немам чуено никаде на друго место, Дрко. Значи сите матрици, извадени драмс за овој на перкусии што е да може да лупа, да му се слуша све, брат, да не биде на празно тропање на тапани, брат. Онака имаше моменти он кај што прекинува, кај што нема драмс, кај што треба да има драмс, пошто му ја знам музика, брат. Сите направени кој што треба криспи. Точно, едлипс кај што му треба на медлип, на мик, кај што нема едлип, каде што нема вокал, таму има едлип стајано у самата матрица, направено до перфекција, брат. До перфекција, целиот сет топ ту бором, диџејот прекрасен, енергија точна, кој што треба, без грешка, брат, се знае сет листата која е. Многу јако, многу криспи, брат. Јас сум в чудоневидено од такво мало шоу, брат. 500 луѓе беа, sold out show, значи 500 луѓе, они сами откажа, као тоа ми е 2-3 години немам искочено од USA, немам последниот пат, па и вика лани, као последниот пат кога бев у Европа, бев у Париз, ама не беше вака. Сега вика после 4 години sold out show, 500 луѓе, може би на вас не ви изгледаат многу, ама кога работите 12 години со музика и кога имате 15 датуми низ Европа, е победа само по себе и вика мене тоа ми треба бројките, не ми се вакво чим
чим има интерес ќе дојде ми следна година ако има потреба, ме разбираш, као не е никаков проблем, мило ми е само дека сте тука и се забавувате. И брат, искочи на сцена онака одма, брат. Ако го знаете Мик, знаете каков вокал е, колку онака брат, чуден е таков. Не знам, брат, коки е, ама на добар начин коки, кај што онака имаше чрч момент, тоа го реков и за тоа, ама овде имаше поеша, ќе застане, полека ќе почне да пее, па ќе почне да збори нешто, па песните ќе ги сврза со некоја прича, као и песна ја напишав за жена ми и ќе почне да збори за некоја таква прича која што е поврзана, па од причата одма ќе се надоврза со некој лајн од самата песна и ќе продолжи да рапуе. Драмерот тоа цело време го пази, имаше драмер солос на траките кај што требаше да има драмер солос. Give the drummer сами, тапа народ почне да збеснуе тука. Show и пол, брат. Show и пол. Траеше многу поише него ли тоа што очекував. Ја мислев дека вечерта, рачунам он почна у 9 саат, 9:05, 9:10. Он заврши со рапување у 10:45-11. 2 саати, брат. Се што можеше да израпува неговиот каталог, израпува туда ти. И многу го поштајам за тоа, бидејќи си имаше стандардна сет листа. Значи, реално, он сега иде и прави турнеја низ Европа за неговиот последен албум The Patience, албум кој што мене ми се најде за еден од најдобрите албуми за 2023. Феноменален албум, ама не е за цел албум да биде изведен во живо. Има Smoke Break, има добри песни, има Show and Tell со Фреди Гипс, има песната со J.I.D, има добри песни. Ама и тој има сватено дека тој само албум не му е доволно, луѓе реално ако доаѓаш у Париз ќе сакаат да чујат и Best of на еден начин, и плейлистата му беше таква, буквално Best of, 7-8 песни од The Patience, 5 песни од The Waters, 3 песни од тој претходниот албум као се викаше со Gucci Try to Tell Me и со Carefree, и као имаше брат сет листа добра од 17-18 песни, со интерлуци измеѓу, со солос, со се живо и диво, и реакцијата беше феноменална. Луѓе се гледаше дека не ги знаат сите песни, ама се отидени само за вајбот и знаејќи каков човек и какво шоу ќе направи. Онака ја бев еден од ретките кои што ги урлаше сите песни збор за збор, онака песна ефтоталка, ама не може да се возражам бидејќи онака тој ми е еден од тие артисти кои што онака мене ми прави брат да најголема чест онака да го имам видено, тоа ми е бакет лист момент. Исто кој што Лери Джун, само рачунај плюс 10 години на сето тоа слушање онака и бидување фан, ме разбираш, као мораше да се деси, многу ми е мило дека бев таму. И на крајта, значи онака сите им вау, многу добра енергија, лево десно, онака имаше една песна, има една песна Vibe, и една песна Healer која што се наоѓа на The Waters, и онака као ја пее, ја настапа, ја бев буквално на 6 сантими од човеков, као тука сум. И ја почнав да свингам лево десно и онака со едната рака вртам лево десно и као демек дајте ми поише енергија, и само гледа на кај мене и вика као правите кон него, let's swing left to right, и као почна кон мене да прави. Но као цело време очите му беа у публиката кој што прави, дали ужива. Ве гледам таму, вие лево не дојдете малце понапред, им вика, дојдете малце понапред, тргнете со чанкот, као не пи, drink more water, цело време му тоа беше, као Waters му се вика албумот, и Waters е као на еден начин the truth, вистината, као drink more water е као примајте поише истина, као не живеете у лаги. Тоа е целиот концепт на The Waters као албум, и онака цело време се причата околу меќе water, ginger ale и као не примање, не конзумирање алкохол. Им вика као прекинете да пиете алкохол, пиете вода, им нарачува вода, као drink more water, дојдете напред, журкајте се, ме разбира, бидете дел од искуство, као не стоите таму на шанк, дојдете овде меѓу сите луѓе да се забавуваме убаво. Имаше едно бате до мене, селјак, проба пикпокет да ми влезе у джебот, го сетив овде позади, сакаше новчаникот да ми го грда насред Мик Дженкинс шоу, зимање новчаникот, ставање овде и вака го гледам, ме гледа и почна да си го и остана цела вечер до мене, брат. Остана цела вечер до мене и си го гледаше Мик Дженкинс, човекот проба да ми го џапне новчаникот. Многу ретардирано, бе. Многу откачана ствар. Тоа беше
првиот и единствениот пат кога осетив некој да ми проба пикпокет да ми направи. Пошто кога ќе влезеш у Парис у метро, ти викаат као на мегафонот избори, као beware of pickpocketing. Као чуете се ги вашите belongings у secure pockets, немојте у отворени джебови. Beware of pickpockets. Браќето на сред концерт пробај у гъз да ми брцне вака да ми пробај да ми го земе новчаникот од позади, брат. Little did he know, мене ми новчаникот ми беше овде и после се го ставив у внатрешен джеб, као го пикнав, после пикнав кај Сара уташна, брат, да не мрда и као. И си стоеше до мене цело време и вака ќе ме погледна чудно и ќе снима, ќе почне да снима видевце, ќе прави од Мик Дженкинс, пречудна работа беше, брат. Човеков мислев дека не ни беше доен за концертот, брат. Кога беше доен само за пикпокетинг да прави, вали имал седено. Сигурен сум дека ние бевме единствените странци, посебно па луѓе кои што имаа летано за да бидат на концертов. Значи сите што збореа, што чувме од страна, не ни слушнавме ни англиски да се збори. Го немаше тој момент кој што го имавме ја и ти на Лери Джун, као од кај сте, шо сте, дека ќе не осетат, немаше такво нешто. Беше култура на све, онака, ние валја бевме единствените кои што беа надвор вон држава посебно. И заврши шоуто, брат, заврши стандардниот сет и почна да збори пак тука, као збори за неговата артистичност, за неговата уметност, за како е да се за таа етика, брат, кон градење на вредност и да не се продава артистите да не се ја продаваат својата визија за пари, за успех, дека успехот доаѓа многу подалеку и многу подоцна во својата кариера и дека можеш да го земеш без да се продаеш на еден начин. И баш спомна и за Кање, ги спомна тие моменти, не збореше, вика, кога не сакам да зборам, вика за Кање, вика сега, вика за тоа што преа, ама вика Кање, вика кога вика почнал, кога бил вика у 2002, 2003, вика кога никој не му верил, вика кога го сметали, вика само за обичен битмейкер и кога кажал не, ова не е доволно. Ја као баш тоа го спомна, вика тој вика веќе седеше вика на иста маса вика со Jay-Z вика и со Dame Dash вика, ама и тоа не му беше доволно. Знаеше вика сам вика дека има многу поеше вика у него вика и многу поеше вика и талент и све и сакаше едноставно светот да го чуе. И као цело време се надобруваше, имаше таков еден црква момент кај што цело време прича и збори. И беше многу добро. И на крај тој беше најдобриот дел од све. Вика као ја го завршив мојот сет, ама јас сум овде за вас. Слободно ви давам збор еден по еден, културно, кажете ми кои песни сакате да ги чуете. И као тоа е најдоброто нешто што можеш да го добиеш како фан, брат. Као дајте ми, имате уште шанса за 5 до 10 песни. Ако има интересни као вакво, ќе ги настапам секако. И као ја од тука му се издерувам To The Melody. Му ја кажав. To The Melody е као песна од 2012 од неговиот неофицијален микстейп, така да онака шансите за да ја настапи беа многу вакво и као ја чу и само вака вика oh shit, you know that one. И као ми вика извини многу, не ни бев спремен вика дека некој може да го знае тоа. Искрено вика ја немам матрицата вика, за тоа вика не можам да ја настапам, вика мислам дека некој не знам текстот. Мислиш да му кажам ја го знам текстот со. Дај брат. Да, реално. И ми се извини и као после тоа правевме муабет за тоа и почна да примат други реквест со други луѓе. Нормално луѓе сакаат да ја чујат P's and Q's, сакаат да ја чујат Waves, сакаат да ја чујат Vibe, сакаат да ја чујат The Waters и тие песни ги настапи. Имаше некој кој што ги врати на бис, ама остана уште 20-25 минути брат кај што настапуваше. Пак и тоа не беше само да ги настапи брат. Апла пак настап влага у тој мод брат. Многу чудно. Феноменален настап. Ја таква енергија немам видено, немам видено до сега. Брат, настапуваш уште со Тапанарот? Да, цел фул брат, сите бе. Тапанарот се врати, си ги стави слушалките и почнам пак да тропа брат. Све беше цаком паком спремено, ништо не беше онака како тоа му е дел од шоуто, ме разбираш? Добро, значи они имаат устешот повеќе песни кои се спремни да ги настапат. Апсолутно, да. Во било што да побараат луѓето. Тоа. Што е многу добро брат. Значи човеков настапи 25-6 песни брат. Што ретко го добиваш од артист кога идеш на лайв шоу, знаејќи реално лайв шоу е саат и 15 минути макс, онака со се загревање. Брат, овде добиваш саат и пол 90 минути онака интензивно шоу со артистот, изборење и настапување и све и енергија и онака бев blown away брат. Многу беше добро и на крај дури он кажа на микрофон
ова е крајот на шоуто, ама останете, би сакал да направам со сите муабет. Кој сака да остане, нека остане, земете си една пијачка, ќе ме најдете надвор. Отидов си земав пијачка, си ги земав јакните и отидовме надвор. И еве го човеков, си запали джонче. Каде надвор, горе ке барот? Не брат, на излазот. Нема ерија, нема ништо, као I'll sign some stuff, ако сакате нешто да потпишам, ќе потпишам, ако сакате да се сликаме, ќе се сликаме, ако сакате муабет само да направиме, ќе направиме муабет. Тука сум. Буквално од кај што влеговме, он стои на самиот крај, сакал нејкел, мораш да искочиш од таму, го пречекуваш човеков, ме разбираш, можеш да одлучиш да поминеш преку него или да застанеш и да се сликаш или да направиш муабет. И онака као беше исто така многу културен брат. Имаше ја као прави муабет со еден човек. Јас седам позади, чекам културно ред да ми дојде као да направам муабет со човеков. Едно батенце улето и му вика као дали може да се сликаме. И му вика као извини, правам муабет. Почекај 2 минути ќе се сликаме. Многу културно брат, многу добро, многу down to earth онака као тоа беше. Сегад сме Јас сега сум што да не видам од такви луѓе, едноставни луѓе, ме разбираш, као човек, она humanizing experience брат, очовекување на самиот артист. И си почека човеков 2 минути, онака и му вика као ќе се сликаме, има и други луѓе вика што се дојдени вика за истава работа, као сите сме тука за една работа дојдени. Оке, се сликна. Приоѓам ја, се премести, тука почна врне се премести на другата страна и онака се чекам. Влагам, почнам да правам муабет, се поздравувам и као си правам муабет и му кажам, викам као фан сум многу одамна, едноставно викам многу ми е чест и мило ми е дека као и посебно и ова на крај викам феноменално шоу викам, ама и ова на крај викам као уште толку ептен викам за фан ко мене кој што лета викам до овде викам као за да те види викам као 3 месеци го организира нешто викам уште толку многу боле и одма се заинтересира као вика и ти беше вика тој што ја побара вика To The Melody, така? И му викам да вика како ја знаеш песната и му ја го кажувам причава со The Left и со и као ми вика It's crazy that you know this, као од кај го знаеш тоа, зашто уопште знаеш дека е ремикс, као од кај ти се информацијаве, колку си длабоко навлезен се до тоа. Не знаеше кај е Македонија, као ме праша од кај си, му викам од Македонија. Летавте вика до овде, викам да, викам 3 сати лет, викам денес само што слетавме, викам си идеме у петок. Ама викам као трипов, викам као не е само за концертов, викам ама револвира викам околу самиот концерт. Причината зашто доаѓаме у Париз у ова време викам кога не треба да доаѓаме у Париз е само заради концертот, фала ви многу, као се викаш и ја као тука имам момент брат на си го заборив идентитетот брат. Не знам дали да му кажам дека се викам Трајчи или да му кажам дека се викам Лери брат. Лери. И вака ме гледа и ми вика What's up, вика, you forgot your name? И ја вака гледам, Сара ме гледа и ми се гази од смење, бе, плачам ја од смење, не можам да му објаснам на човеков и пошто морам да се објаснам ја све. Тука почнам да му дрндам зашто се викам Лери и зашто се викам Трајче. Во исто време. И као правевме муабет, хаха хихи се смееше и ми вика као ако сакате останете, као тука сум да завршам, вика I'd love to talk to you but I gotta go with these other people but thank you for coming. Као беше многу добар. Кажав може да се сликаме. Може, се сликавме и онака као ајде и девојката нека дојде, се сликавме тројцата, као беше многу кул брат. Многу таков човечки беше брат. Многу добро искуство брат. Се отидов со насмевка на лице ептен, преубав вечер онака изморен, уморен, крш брат, направено од влечење куфери цел ден, од дури да го научиш метрото у Париз и све, дури да се сместиш ебавања, 1 тон и ама на крајот беше многу добро. Многу добро шоу брат. Едно од најдобрите кои што сум бил и него ни велам ова туку така. Од секој може наспек брат, од енергија, од луѓето као вајба со артистот, од артистот као вајбаше со луѓето, таа конекција, од самиот опенер кој што вишто така беше многу квалитетен, 500 луѓе многу приватно, феноменално шоу брат. Феноменално шоу, многу ми е мерак ми е дека бев таму брат. Не знам зашо, ама мерак ми е као Париз беше убав сам по себе, као јадевме преубава храна, се шеткавме, све тоа. Али као стапнеш од аеродром, се мачиш, макнеш ствари до хотел, се спремаш, убиен си брат, спи станато 3 саат са бајле, и као веќе е 1 саат са бајле, и ти само што си завршил со Мик Дженкинс концерт, 12 уствари, си завршил со Мик Дженкинс концертот, виш си тука 20 кусур саати брат, активен. Не можеш, очиве не ти гледаат брат. Преуморен, али шоуто беше феноменално брат. Мега, стварно мега, онака за мало приватно место,
blew out my socks off, буквално. Не се не заебавам. Онаков беше чудо невиден, колку беше добро, колку беше криспи. Настапот колку му беше многу добар. Би сакал човеков да го гледам уште толку поише онака и на повисок стејдж и на поголем стејдж, со многу поише луѓе онака да биде апришиерет за тоа што е дефинитивно бидејќи еден од поквалитетните артисти. Човек кој што си ја нема жртвувано својата визија онака и тој интегритет што го има кој артист. И онака го гледаш и да можеш да му ги дадеш цвеќињата и да гледаш и дека и други луѓе му ги даваат цвеќињата исто така како тебе, е многу убава ствар. Единственото нешто кое што го прашав за мрч е дека немал мрч, дека имал некоја колекција со некој бренд кој што бил као поексклузивен и не можел да го донесе овде, морал да биде преку интернет, и се извини за тоа. Тоа би имаше мрч, ама не ми се свигаше воопшто и не испучи тоа за мрч, ама тоа беше единственото. Можеби мрч ако имаш уште толку ќе го топнеш, ама не имав проверено мрч каков има Мик Дженкинс за последниот албум, ама тоа беше единственото нешто кое што фалеше. Другото све беше on point многу брат. Мислам дека Черион топе муабетот и целата прича после концертот и тоа ќе остане како хайлайт од се така. Дефинитивно брат, многу добар муабет, многу онака како застануваш и така и рачен е човеков 2 сати настапувал брат, кога си измачил све и на ладно на дожд искача сака џоинче да се запали и кога ама вика ќе ги прошетам сите фанови онака кога он се местеше идеше кога исто кој што правеше Меем Лорен брат, која беше вакво у Атина, која бевме на здрави. Буквално идеше од друштво у друштво, ако види дека е поголемо друштво наместо сите они дека и нив брат. Кога многу добра ствар брат. Многу добра ствар, многу ептен онака и да ти се посвети и муабе да ти направи, као дури и да те праши и као се викаш да се заинтересира за тоа. Чисто и од сама култура да е, пак е over the top, ме разбереш, не можеш тоа да го очекуваш од артист. Па ама многу добро искуство брат. Ептен. Ко за фан онака за 30 евра карта живот џабе брат. Мега, многу добро. Да вреди за секој денар, така? Апсолутно, брат, дефинитивно made it worth брат. Ти викам, ако имаше мрч, ќе купев и мрч секако, ще да немаше, ама тоа беше тоа, брат. Не феноменално шоу, брат. Вајле ќе постирам, не сум нешто активен премногу денови, цела недела сум таков, социјални мрежи сум онако off the grid сум тоталка. Боле да уживаш што може повеќе во моментот. Брат, дефинитивно. Али треба да постираш и инсерти од концертот и други ствари од Париз. И да ни раскажеш сега за крај кога се помену Париз на страна од концертот. Времето катастрофа, прво и првенствено брат. Разбирам зашто луѓето се депримирани брат, нереално е тоа брат. Кај нас е моментално сонце брат, иако е све затворено. И од 4 дена, 3 дена дожд, единствениот ден кога имаше сонце, ние бевме у Лувар заглавени цел ден брат. Прв пат идем у Париз, не знаев што да очекувам. Брат, не успеав да отидам на тој дел кон Ајфелова на кула. Толку бевме заглавени, толку имавме ствари за прајање и за гледање овде као на другиот дел од рекава, кај што Монмар и сите тие ствари, места кои што сакавме да ги пробаме да јадеме. Shit be too season, брат, само тоа ќе кажам. Нереално беше тоа, брат. Храна преубава, јадевме на доста специфични места, си направивме еден food run, fuck that's delicious food run направивме. Јадевме места кои што ги имаше уствари на епизодиве у Париз од Action Bronson и не разочараа дефинитивно. Јадевме многу јака храна брат, јадевме различна храна, не јадевме само француска. Пробавме традиционална француска кузина у смисла све тоа што го има. Што беше традиционално француска? Па, брат, не знам, јадевме. Бифтек такви работи. Па не јадев, биф не јадевме, пошто се чувавме као да идеме да јадеме steak and fries, ама не успеавме да стигнеме да го јадеме тоа, пошто цел ден шеташ брат, само еднаш вечера јадеш, као не можеш да јадеш 2 пати, 3 пати. Исто така многу кошта брат, вечера немаш испод 60-70 евра, не ни флексам, ама two main courses брат и чаша вино ти е 60 и кусур евра, 60 плюс евра брат. Не знам тоа дали е сега бидејќи се спремаат за олимпијади, нормално е малце да е покренато или заради ковид и тоа што се дешаваше, па сега има некој уште период ги држи. Али 28 евра брат за порција храна брат, што ја јадеш од 2,5 минути брат. Никако брат. Многу скупа беше брат. Јадевме добра храна, тоа као од традиционално тоа влеговме у такво место кое се вика бујон, као тоа е уствари таков
ресторан кој што има традиционално француско мени, кој што може секој да си дозволи да јаде, и тоа беше единственото и најевтиното место уствари кај што јадевме. Не знам, јадевме екс мајонез, јадевме ликс винегрет, јадевме патка, јадевме свинска коленица, онака, така, и таму отидовме, сакавме да пробаме све. Таму влеговме јако и добро, интересна храна беше. Чудно се увинска редукција, нешто сосови, све пире, компир, такви ствари, ама вкусно беше. Јадевме интересни ствари, јадевме многу добро бистро, се вика Early June. Имаат интересен концепт каде што на секои 2-3 недели, или зависи колку има по барувачко од самиот шеф, шефовите се менјаат и ни се погоди Екшн Бронсон, што има снимено епизодата во јуни или јули лани, во летото. Шефови во Early June тогаш беа една кинескиња и неговиот и нејзиниот маж, кој што е ваља европеец, поима нема, али работат и живеат у Шанхај, и има Сишуан кузин, као нешто кинеско, љуто, такво спајси. И буквално се погоди ние да летаме на 29 и они на 28 да се враќаат у Париз и пак да служат од нивното мени уште 2 недели да прават таму да готват. И да ни брат премалени, не се јаде цел ден, онака се спремаме за Early June, ќе јадеме хакаки, го гледаме мениво, топ, си одбираме ствари уште унапред што ќе јадеме. И да ми не вика дечки као све е зафатено, као ако сега да ставиме на waiting листа, ќе ви се јавам, му давам број на братчето, онака ми вика саат и пол, 2 вика ќе чекате. Као место е брат, дупка, не можам да ти обижам, као дневнава брат. Дневнава, мали масички брат, четвртасни со мали чашички брат, ме разбираш, такво смешно беше, све беше миниатурно. Али храната фаер брат, кинеска храна. Јадевте? Јадевме. Не ми се јави? Да, брат, не се јави у 11 саат отидов, у 10 и пол отидовме до 12 беше отворено. Кркнавме на брзо со саат и пол, многу добро винце. Топ. Јадевме онака дамплингс, јадевме и тоа ти викам, ко хайлайт на страна од Лувар и од тие ствари кои што беше, храната беше најдобра брат. И тоа е уште едно добро искуство, дека пак се врзува со Екшн Бронсон. Голем дел од стварите ги има и исто и овде у книгата кај што се збори, пошто се збори. Бевме у Ле Арло, кој што е уште едно такво бистро кај што има многу добар колбас. Ако идеме некаде у Париз, мора да идеме таму. Тоа е многу ќе те свија брат. Не можам да ти обичам као пире и колбас е брат. Многу јака ствар брат. Дека е многу посеќа на македонскиот колбас брат. Има прас, има внатре лукови глупости. И баш зборевме и со човеков кој што беше сервер таа вечер, онака зборевме и од кај доаѓаме и дека не е толку многу. Као вика луѓе возбеснуваат за колбасов. Ја му викам као дека у Радовиш, општо у Македонија, као посебно и Радовиш, посебно кај што има свиње, кај што има луѓе сточари кои што си одгледуваат своја ваква, можеш да најдеш некој сериозен, опасен, добар колбас брат. Домашен, кој што е он пар со некој тако француски, ме разбираш, као не и тоа беше многу блиско, ама беше многу добро. Вино селекцијата беше фаер брат. Пиевме цело време природни винца. Донесовме нешто и овде. Онака, специфично убава ствар брат. Добро беше. Поише беше за гастрономија и за вакво, као ти викам, Ајфелова кула не ја ни видов. Ја видов со Уберче, фативме едно Уберче до у 5 саат вајле, не ни беше запалена брат. Онака темно рок темница, вака се вртам нагоре со Night Vision iPhone ја видов уствари. Така успеав и да ја видам. Не ја ни видов како изгледа. Поим немам, а ми беше многу чудно. Ако планирате да идете у Париз сега периодов, не ви препорачуваме, пошто све е испои затворено, све се реставрира, спремаат многу сега за Олимпијада, дека се дешава летови, као се in full on ефект, construction има на секаде брат, улици затнати, се реновираат, се реставрираат ствари, као Арк де Триумф беше покриено и се реставрираше со вакво беше стаено целото со скелиња. Така да се прават многу ствари у Париз, има многу градежни работи кои што се дешаваат. Лувар едно крило не работи, апартманите на Наполеон например не работат. Кој што окей, Монализата е тука и све тоа, као тоа е стандард, тоа не може да не е. Али пак се дешаваат многу ствари, се спремаат многу ствари. Нотр Дам цела е затворена, не можеш да доеш да видиш, не внатре да влезеш. Имаше многу енормна гужва, имаше на секаде исто така што многу ме нервираше брат. Кај да идеш има преголема гужва, као ствариве ние местава кај што бевме брат, као не ни беа нешто нит големи, ама идеш in the dead of winter на еден начин, реално крај на февруари, ама пак беше ладно брат. Беше 1-2 степени до макс степени стигаа до 9-10. Што дува ветришта таму, не е нешто многу ладно беше реално. И се чека ред на секаде брат.
Претпоставам пари се сам по себе големи плюс ете нема сигурно не сме биле единствените кои што биле на таков фудран и сакале да ги пробаат тие места бидејќи истие сами по себе не е само заради Екшн Бронсон сами по себе Бронсон таму да јаде значи него му го кажа тоа сами по себе си се хајбнати и во Париз разбираш и као дека тие толку места толку се издигнати тоа сватев дека има премногу и празни места што сигурно служат преубава храна исто така ама овде хајпот исто така многу функционира бидејќи брат као одлучуваш ти кај да идеш и што да јадеш у Париз брат кај што имаш на еден ќош имаш 16 различни бистроа брат и сите го служат не бари истото сличното мени ме разбираш дека ако е френч кузин се тие одредените ствари тие се со соите колку можеш твист да ставиш едно место кое што ми остана многу увакво мислам дека ќе се свиѓа и тебе многу се вика Хаикара Deep Fry и исто така беше место кое што беше на Fuck That's Delicious шефот е јапонец кој што живее у Париз и брат цела вечер кога бевме таму вртеше онака хип-хоп вртеше од Freddie Gibbs до West Side Connection до Ice Cube до Madlib до MF Doom до све in between брат онака и беше многу јако и се вика Хаикара Deep Fry дека све е Deep Fry се е у темпура јапонски стил брат јадевме феноменална риба јадевме пилешко феноменално јадевме свинско феноменално многу добри сосис многу добри чили оилс врв мислам тоа дека многу ќе се свија онака тоа е ко за мене и за тебе брат имам слики ќе ти покажам лудница беше чекаме да стаиш брат дефинитивно чекаме да стаиш али да кошта многу Париз кошта многу ја потрошив многу поише тоа него ли што очекував влегов у Кит Париз еден феноменален онака бутик кој што не знам тоа ми е пик Париз онака у смисла за стрит фешн страшно брат језива работа колку е све отмено и све направено over the top малце ми беше too much мене онака на моменти бидејќи не сум тој човек ама беше многу добро одлично искуство добро добри 4 дена малце мачно напорно дека треба легнеш касно навечер се будиш наутро рано за да фатиш све пошто и толку и дена имаш реално имаш голема агенда сакаш да видиш ствари брат на сега да се чека ред све е со тайм слотс, све е многу далеку брат, бевме на Марк Ротко, фондационе Луи Витон брат, тоа е на другата страна, ако ги видиш на мапа кај се вениуто на Мик Дженкинс и фондационе Луи Витон се на двете различни страни од Париз брат. East and West брат, нереална работа. Треба саат и 15 минути да идеш со метро брат само за да стигнеш до таму брат. Јас сум бил 2 пати у Париз, иако двата пати многу кратко и ми изгледаше се дека е преголемо и се дека е предалеку. Све брат. И искрен ќе видам, не ми остаje толку добар впечаток како град. Па и мене не толку. Overrated ми е и претпоставам дека и е overrated ако не си во тие кругови, ако не ги посетуваш ствари да ќе ги прави Кања, ако не ги посетуваш ствари да ќе ги прават. А за све тоа треба премногу пари. Премногу пари, конекции, прави луѓе и дали општо сакаш да го живееш тој живот. Ми го немаше тој момент на ај сега Берлин е можеби другата крајност и Берлин е многу голем кога ќе видиш, ама можеби сме биле поише пати. Мене ми изгледа дека е малце поорганизиран со градски превоз и дека се некако поспоени сите работи меѓу себе. Дефинитивно. Париз ми е огромен, сера штркано на секаде и да бе брат. И да сакаш не можеш да постигнеш се да видиш. Не, тоа сватив брат. 4 дена не се доволно. 4 дена не се доволно, не беа доволно за 6 ресторани што ги има встајано у вакво. Ева колку пати можеш да јадеш на ден. Тоа сам да ти кажам ретардиран брат, кој ја имав опции за да одлучувам брат, ме разбираш кој се наоѓам у едно блокче брат и кој чеј да видиме овде што имам и сваќам дека имам 6 ресторани овде брат на блоков, ме разбираш кој не си нормален трајче, кој прекини, смири се и кој беше многу тешко шо и како и кој требаше онака бај кој ама ова сакам и се early June на пример тоа што изборев дека кој се погодија стварно да бидат, пошто ако не беа ќе беа некои други што ќе правеа храна. Сега овде се 2 недели, оке, ќе идеме таму ќе јадеме. И не зажаливме, многу беше вкусно. Ама знаеш дека испушташ нешто друго? И така да за храна можеби ќе отидам втор пат, а инаку за вака исто за град за тоа не ми остаи мене некој впечаток брат. Се беше мулј, се беше гадно. Некој осетив тоа сите што викаат дека смрди. Добро, ја тоа го нема сетам. Не, као прљаво не е до толку брат, као стандардно беше, не знам, можеби ти викам, можеби има голем удел дека се спремаат за олимпијада стварно, али мулј народ. Реално лош народ брат. Не, ја немав позитивно искуство со французи брат, искрено да ти кажам, освен со тие тројцата на рецепција брат. Нема брат, не се услужливи брат, не прават муавет. Такви се чудни се брат, тоа ми беше единствено, ама онака Париз не ми остаи некоја
преголема вако, немав доволно време. Онака се смеев, сагав да исконтактирам луѓето таму што имаме. Нашиот човек Starboy сагава, ама нема шараут до Starboy. Немаше како, можеби на следен пат, можеби со тебе тоа би било тоа би било боле линка понака. Ја и ти у Париз. Сега мене ме треба да раскажам мои дешавки од Париз пред 2 години со Starboy искочени збеснати у град. Не. Тоа ти викам. Тоа веќе е друга. Јас со девојка викам. Не може, да. Нашиот човек. Апсолутно. Така да добро беше, ама мислам дека Париз као држи поише ствари него ли тоа што искусив нормално за 4 дена не можеш да искусиш све. Али да, ако што кажа, за све треба многу големи финансии, мислам дека не би ко турист посебно, не би дефинитивно, ама мислам дека ја немам опцијата да идам уште толку многу поише пати. Берлин е многу полесно и на двајца, дека и смешта и едно друго, имаме луѓе веќе таму. Париз е сосема брат поинако и многу е поскапи смештај, како платив ми многу скап смештај онака, како за да видиш и на добро место. Све е многу over the top и као мислам дека не вреди онака у смисла на еднаш one and done толку, ако видиш све. Ја нема видов Ефелово е. Не брат, ама не ме интересира тоа. Други можности може да кидеш пак, ама ја последен пат кога бев со брат Нико бевме за утакмица за Ливерпул Реал, исто многу тешко се наоѓаше смештај. Тогаш мислевме дека е поради финалето Лига шампиони, ама цело време има некоја дешавка што е сега е можеби Олимпијада, после ќе биде некој концерт, после ќе биде тогаш беше исто така Ролан Гарос, као цело време има нешто, не можеш цело време. Сега да има нешто. Цело време нема смештај, цело време е скап смештајот и ние плативме исто доста пари за онака едно 50 евро од вечер. Едно апартманче братко, само дневнава, креветот се креваше онака над зид за да имаш као дневна, навечер го спушташ. И е до зид до другиот зид. Да, буквално. Али гледај са, може да збориме што сакаме, Париз е Париз. Али за мој вкус, на пример, бев последнава година патував доста и во Шпанија и Германија и цела Европа онака. Има места кои мене ми се на бакет листа пред Париз и ако треба да идам пак, да сум бил 2 пати до сега, можеби ќе се отвори шанса да идам и трет пат, здравје. Али имам други места што би сакал да ги посетам. Апсолутно. Пред да го посетам Париз повторно. Мене ми беше брат, види, Берлин имаше опција да си иде на Мик Дженкинс, али по кој пат Берлин да идам пак. И си викав, окей, барем ако ништо друго, точно. Ќе искусам нешто друго и као ќе го утепам Париз на еден начин. Да. И сврзавме. Добро искуство беше, храната беше преубава, местата кои што ги искусивме, онака виното кое што го пиевме исто така беше многу добро, така да all брат, добро искуство. Времето ако беше боле, мислам дека уште толку подобро ќе беше бидејќи не спречуваше да бидеме надвор као цело време и само тоа ти терај ќе се застанеш, ќе се надаваш дека ќе прекине да врне, не се дешава да прекине да врне и сваќаш и искачаш и тераш со дожд, али колку можеш да пешачиш на дожд, брат, муле лошо е. Тоа е, али all in all добро искуство, преубаво си пројдов. Али не би онака своеволно да идеме да си кажеме и као ефтини летови за Париз, ајде идеме, брат. Не. Искрено ја кога бев првиот пат исто така врнеше цело време, тоа исто така бев у март, тоа беше на концертот на The Weeknd за турнејата Starboy февруари, баш чистиот датум февруари, крај на февруари 2017, ако не се лажам. И исто така беше многу лошо времето, така бевме со брат ми во крај на мај, почеток на јуни. Беше топ времето. Па тоа е. Така да се погоди така, ама со времето не можеш никад, брат. Ја во Милано бев еднаш фамилиарно и не та лажам, брат, 4 дена врнеше без прекина, ама кога да истура вода со кофи, брат. Значи нека беше шеташ шој да правиш од метро од ресторан во метро. Се враќаш у смештај. Целси поплавени, фармерките, чорапите, не збориме као мораш да се купи нова облека, да можеш да имаш што да носиш дека се ти е мокро, ме сваќаш, нема време да се истушиш додека треба пак да искочиш или да смениш. Да. Али тоа е тоа. Многу ми мило дека направивме на ваква епизода кај што направивме, кај што добивме импресии од концерти, од патувања и од тебе во живо и од Джеди. Париз и Милано не се заебанција, Ye-T, Dolla $ign и Мик Дженкинс не се заебанци, иако може Мик Дженкинс не значи како име толку многу за луѓето, ама тебе лично ти е бакет листот што 2012 и е многу добар момент што го направи, многу ми е мило дека го направи и се надам дека ќе идеме пак и заедно на некои концерти, дека како што кажав преска дека нашиве луѓе сите што не слушаат, што не гледаат, што не знаат, дека ќе ги исполнуваат своите бакет лист моменти и желби и ќе посетуваат концерти и настапи на омилените артисти. И мислам дека имаме доста ствари за зборење со тоа што рипнавме на Нерала и ова епизода јас био завршил вака. Само со твоите импресии, со импресиите на Джеди,
а следна недела да збориме за некои нови издања кои излегоа, кои ни беа постојано во ротација последните 2-3 недели. Деви, брат, ја бев чудо невиден која онака видов. It was the first of the month. Ја го рипнав, не успеав да направам бидејќи бев у Париз и бев офлайн тоталка, али се уклучив на Дискорд и видов дека као луѓе ширнуваат тоа што се дешава на Стац FM и бев онака в чудо невиден од твоите стац. Многу чудно, ќе збориме следна недела за тоа, ама да, кој што кажа Дарко, оваа недела и претходната искочија добри, солидни релиси, ствари кои што би ги збореле, ствари кои што ги вртиме и ќе има доста за зборење, така да очекувате некаде поише онака на еден начин ревјуз, први импресии од проекти кои што ни се у ротација периодов. И да, мислам дека сме добри за 107 епизода. Се гледаме следна недела со 108-та и ќе збориме, така да очекувате нова музика, нова селекција, ствари за кои што Дарко ќе има вртано многу онака како. Ако сте на Дискорд, влезете скролната нагоре, ќе видите за што зборам. За тие што не се нема да го споилнувам, ќе збориме следна недела. И многу ми е мило дека е тоа така. Тоа ми изненади заради тоа и така го коментирам. Така да, дечки, фала ви што останавте на нас. Уште еднаш голема благодарност до Джеди Никола кој што се уклучи тука и ни збореше за своите импресии. Шараут за Тамара, исто така и Давид кој што беа дел од тоа и беа со него. Шараут до Давид у Берлин. Исто така. И shout out to all the concert goers. Така да пишете ни кога праќате ни видео кога ќе идете на концерти. Ако не сте у Дискордот, влезете, пишете ни таму и се гледаме следна недела, дечки. Поздрав. Чао. Чао.